Добар ден, јас сум Елица Витанова, а вие сте во учелница на час по математика за 7 оделение. За денес ќе имаме трансформација на 2D форми со транслација. Значи ќе научиме што е транслација, ќе научиме да вршиме транслација на геометриски фигури и целосно да опишуваме транслација. Транслација е уште една геометриска трансформација како што се осната симетрија и ротацијата. Значи како изгледа една транслација? Тоа е поместување на фигурата од едно место на друго без вртење и без осна симетрија. Значи транслација е всушност лизгање на фигурата од едно место на друго. При транслацијата фигурата не ја менува формата ниту големината. Истото се случува и со осната симетрија и ротацијата. Значи овие три геометриски трансформации не ја менуваат формата и големината на фигурите кои што се трансформираат, фигурата останува складна. Значи, пак ќе повториме, при транслација, значи при лизгањето фигурата не ја менува формата ниту големината. Еве да видиме сега една фигура, оваа фигура тука што ја одбрав, да извршиме транслација, да видиме како изгледа лизгањето. Еве, таа само се поместува, не мора хоризонтално да биде, може да биде хоризонтално, вертикално, и на косо, диагонално, значи битно е само да се излизга. Понатаму, сега ќе видиме кои се, како се врши транслација, ќе го видиме поемот оригинал, слика и ќе ги согледаме складните фигури, дека се добиваат складни фигури при транслација. На првиот цртеж имаме еден триаголник на кој што треба да извршиме транслација за 5 квадратчиња десно и 3 квадратчиња надолу. Значи, како ќе изведеме транслацијата? Прво, ќе обележиме неколку точки карактеристични. Еве ќе обележиме тука една точка, овде друга, трета, значи триаголникот има 3 карактеристични точки, тоа е неговите темиња и ќе ги транслираме всушност точките и потоа ќе ги поврзаме. Еве како ќе изгледа тоа. Означуваме прво една точка, потоа ја поместуваме за 5 квадратчиња на десно, потоа имаме 3 квадратчиња надолу и таму ја добиваме точката која што е соодветствува со оваа точка тука. Значи ова и ова точка се соодветни. Потоа означуваме уште една точка, еве тука, и таа ја носиме 5 квадратчиња десно, еве, и 3 квадратчиња надолу. Еве ќе однесеме 3 квадратчиња и добиваме новата точка, која што ќе биде всушност теме на новиот триаголник. Сега и ова теме тука, еве оваа точка, и на таа ќе извршиме транслација за 5 единици десно и 3 единици надолу и ќе добиеме и овде точката и сега ќе ги поврземе овие три точки, ќе добиваме складниот триаголник. Всушност сме извршиле транслација на овој триаголник. Значи првиот триаголник е оригинал, вториот триаголник кој што ќе добиен е слика. Значи оригинал и слика. Сега ќе го разгледаме вториот цртеж. На вториот цртеж има една фигура во форма на буквата L. Таа исто така има карактеристични темиња, точки, кои што можеме да ги транслираме една по една, ама гледаме дека овде се повеќе и ќе ни изгубат повеќе време, че сега ќе видиме како уште на друг начин може да се изврши транслација. Доволно е само да направиме транслација на едно теме, на една точка, а потоа, користејќи го својството дека фигурата што ќе ја добиеме треба да биде складна, значи оваа линија, сите линии, сите страни на оваа фигура ќе треба да бидат еднакви, така да ќе го искористиме ова, ќе видиме на кој начин. Исто така прво ќе транслираме една точка. Еве оваа точка тука, ќе извршиме транслација, барањето е 6 квадратчиња десно и 2 квадратчиња нагоре. Еве сега ќе извршиме 6 квадратчиња десно и 2 квадратчиња нагоре. Еве точката која што е
соодветна на оваа тука што извршивме транслација, а подоцна, знаејќи дека оваа страна тука гледаме е 3 единици, нели? И исто така треба и новата фигура да е исто со соодветната страна 3 единици. Исто оваа долната страна и таа е 2 единици, значи овде наваму ќе мора да биде 2 единици и ние на тој начин ќе го нацртаме. Ќе ја нацртаме фигурата. Еве како изгледа кога е излискана. Треба само да ги запазиме страните да бидат еднакви. Доволно само една точка на неја да извршиме транслација, а подоцна, пак ќе повторам, знаејќи ги страните дека се еднакви, ќе си ја нацртаме фигурата. Одиме понатаму. Оригиналот, да, секако да се посетиме, оригиналот е ова, сликата е новодобиената фигура, ова е сликата. Понатаму имаме на цртежот дадено 4 складни фигури. Обележани се сите со А, Б, В и Г. Нацртани се на хартија со квадратчиња. Нашето барање сега за оваа задача, ние да ги опишеме неколку транслации овде што може да ги најдеме, што може да постојат, така да се дадени барања А, Б, В и Г, кој што секој си има транслација од А до Б, тоа е под А. Еве транслација од А до Б, на кој начин е извршена транслација на фигурата А да дојде до фигурата Б. Тоа ќе го направите вие. Ние сега ќе ја видиме транслацијата под Б, фигурата А да оди во фигурата В. Што мислите вие? Како е извршена транслацијата, за колку единици на лево, надесно, нагоре, надолу? Значи, еве е карактеристичната точка, ќе ја земеме едната точка, гледаме дека ова е незина соодветна и таа е за 4 единици налево, така да имаме дека транслацијата што е извршена на фигурата А, за да дојде до фигурата В, е 4 квадратчиња лево. Овде нема нагоре или надолу, значи транслација може и на овој начин да се изврши, само лево или само десно, или само горе или само долу. Ќе опишеме уште транслација под Г, фигурата Г да дојде до фигурата А, значи да пронајдеме која е транслацијата. Значи, еве е карактеристичната точка. Оваа точка, за да дојде до тука, треба да помине 3 единици налево и 2 единици нагоре, нели? Така да, под Г, бараната транслација е 3 квадратчиња лево и 2 квадратчиња нагоре. Останува за вас А и В да ги напишете во вашите тетрадки за вежбање. Во оваа задача имаме барање да се изврши транслација на оваа фигура овде, дадена фигура означена е со А, и барање имаме да се изврши транслација на фигурата А за едно квадратче десно и 4 квадратчиња нагоре. Добиената фигура треба да ја означиме со Б, потоа таа фигура Б треба да извршиме транслација на неја за 8 квадратчиња десно и 2 квадратчиња надолу и да ја означиме со В. Еве како ќе биде. Значи, еве на оваа фигура вршиме транслација. Прво имаме поместување за едно квадратче десно, потоа одиме нагоре, колку беше? 4 квадратчиња, еве 4 квадратчиња нагоре и ја добиваме, ова е новата фигура. Еве, ќе ја означиме со Б. Второто барање беше фигурата Б да се транслира за 8 квадратчиња десно. Еве, одиме 8 квадратчиња десно и сега 2 квадратчиња надолу. Еве, одиме 2 квадратчиња надолу, фигурата ја означуваме со В. Сега имаме барање да ја опишеме транслацијата што фигурата В ќе ја донесе во А. Ајде, донесете ја фигурата В во А. Со која транслација е таа? Гледате, нели, дека за В да дојде во А, ќе треба фигурата да ја спуштиме 2 единици надолу и да ја поместиме
9 единици налево и таа ќе се врати на првобитната положба, т.е. ќе се врати на местото А. Значи, транслацијата потребна фигурата В да ја донесе во А е 2 квадратчиња надолу и 9 налево. Еве уште една задача ќе решиме, задача 5 од учебникот на страна 227. Имаме една фигура овде, означена со А, и ќе треба да извршиме транслација 4 квадратчиња десно и 2 надолу. Еве ќе извршиме прво 4 квадратчиња десно и 2 надолу. Фигурата А ќе дојде на оваа позиција. Потоа уште еднаш истата транслација на ново добиената фигура, уште еднаш иста транслација ќе направиме. Еве, оваа форма сега го има ја има оваа позиција. Така ќе направиме уште една транслација, ви може да направите транслација колку ќе имате место во вашата тетрадка. Така да почнувајќи од А, ќе вршите неколку транслации, 4 квадратчиња надесно и 2 надолу. Кога ќе дојдете до крајот на листот, сега имаме една нова транслација зададена, 2 квадратчиња десно и 4 нагоре. Значи се враќаме кај А, кај фигурата А и вршиме транслација 2 квадратчиња десно и 4 нагоре. Ево да видиме, фигурата ќе дојде овде. Потоа, пак се враќаме на првата транслација, одиме 4 квадратчиња десно и 2 надолу. Ќе дојде фигурата овде, па овде, овде, овде и секако се додека имате место, ќе можете да вршите транслација. Кога ќе дојдете на крајот од листот, пак се враќаме горе на горната фигура и одиме 2 квадратчиња десно и 4 нагоре. Еве овде ќе дојде. После пак со првата транслација 4 квадратчиња десно и 2 надолу и еве како идат фигурите. Меѓу нив се формира еден празен дел, кој што празен дел е една геометриска фигура. Вие веќе можете да ги зброите страните на таа фигура и да кажеме која форма ја има. И еве тука ќе ги направиме колку што можете, колку што имате место во тетрадките, можете да извршите транслација на оваа фигура. Еве тука имаме уште едно, така можете да си пробате, ова е за вежбање, да направите колку што може повеќе транслации, нацртате ја истата фигура и обидете се да го добиете ова нешто тука. Еве и ова е последната. Јас се надевам дека поимот транслација сега ви е многу поблизок и дека можете да решите и малку посложени задачи од транслација. До гледање.